Се подготвуваат нови мерки за подршка на производителите на ориз. Ова денес од Кочани го порача министерот за земјоделство Љупчо Николовски за време на традиционалното зажнејување во склоп на деновите на кочанскиот ориз. Владата на Република Македонија, како и во целиот овој период, во текот на оваа година, уште од самиот почеток, знаете, носевме постојано интервентни мерки за секоја една стратешка култура во државата. 10% линеарно беа зголемени субвенциите минатата година заради состојбите во земјоделството, заради напластените проблеми, заради отсуството на стратегија, а особено во делот на оризот имаме, би рекол, еден 10 годишен застој во инвестирање и во науката, и во новите сорти, и во акцентот кој што државата го става на оваа проблематика. Затоа 300% беше зголемувањето по хектар на субвенциите за минатата година кој што ги добија оризопроизводителите. Кочанскиот ориз е изграден и препознатлив бренд од Македонија пошироко во регионот по својот квалитет и своите карактеристични својства, но на пазарот се соочува со се поголемата конкуренција од другите држави како Турција и Италија. Затоа со програмата за рурален развој за 2019 година ќе има финансиска подршка за реконструкција и инвестиции во опрема во Институтот за ориз во Кочани, кој представува база за развој и модернизирање на производството на ориз преку воведување на нови сорти на ориз кои се барани на странските пазари. Годинава се меѓу 2600 и 3500 хектари се засејани со ориз и се очекува 15.000 тони оризова арпа.